До крајот на летото би требало да заврши постапката за избор на компанија што ќе ја гради регионалната депонија во близина на Светиниколското село Мечкуевци. Во тек е разгледување на понудите од фирмите што се пријавиле на тендерот, кој на 15 декември минатата година го распиша Министерството за финансии. Ова е втор обид за избор на изведувач, откако претходната постапка не успеа. Во моментот се работи на евалуација на понудите на распишаниот тендер околу изборот на изведувач на регионалната депонија. Се надевам дека таа постапка ќе заврши успешно, бидејќи еден пат имавме неуспешна постапка и доколку се биде во најдобар ред, очекуваме дека до крајот на летото ќе се избере изведувач и веднаш потоа ќе отпочне со изградба регионалната депонија. Веќе е формирана комисија која треба да направи пресметка колку средства по жител ќе издвојуваат општините за функционирањето на јавното предпријатие што ќе управува со депонијата. Според Тоневски, во предпријатието треба да бидат вработени од 120 до 130 лица. Комисијата пресметките треба да ги презентира најдоцна до 21 мај. Според градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, со новиот состав на градоначалници ќе се создадат услови проектот кој тапка една деценија конечно да се реализира. Се надевам дека во оваа фаза со новиот состав на градоначалниците и во двата региони ќе наидеме на разбирање да помине и мрдне од мртва точка самиот проект. Инаку бенефитите се големи затоа што прво ќе имаме една ваква организирана фабрика со регионална депонија која што предвидува изградба на трансфер станици во поголем број на општини во двата региони. По изборот на изведувачот, изградбата на фабриката треба да заврши во рок од 1,5 година. Со незиното пуштање ќе се решава управувањето со отпадот на околу 370.000 жители од источниот и североисточниот регион, со годишен третман на над 112.000 тони отпад. И покрај уверувањата дека ќе се применуваат европски стандарди, жителите на Свети Николе се против изградбата на депонија кај Мечкуевци. Стравуваат дека камионите ќе предизвикат загадување и ќе оштетат патната инфраструктура.